Ти реков да не се навикнеш на Хазиран, Зорма. Ако се навикнеш на некого, секогаш ќе бидеш напуштен. Научи го веќе тоа. Добро утро. Добро утро. Дојдов да се поздравам со тетка Алија. Разбирам. Дојди. Јас си одам, тетка Алија. Многу би сакала да бидам покрај тебе кога ќе се разбудиш и да ти раскажам за баба ми. Ама не можам. Што да правиме? И книгата не ја завршив, и тоа на највозбудливото место останавме. Јас си прочитав малку. Значи ти почна да се однесуваш како да ме нема, така? Ке се сеќава на мене кога ќе се разбуди? Јас ќе ја кажам. Значи ова... Не, ти не ја кажувај. Ти сега ќе ме опишеш како страшна вештерка. Не заборавај да го запалиш ловецот на соништа во ред, да не останат тука закачени. После немој да заборавиш да закачиш нов. Ти не го можеш тоа. И нема човек на островот кој прави ловец на соништа. Ете, гледаш? Има една работа во која сум незаборавна. Живеевме без ловец на соништа, сигурно ќе живееме и во иднина. Не сум спокојна. Го видов изразот на лицето на Хазиран кога излезе од хотелот. Ете, девојчето не сака да оди. Ама рече дека ќе си оди. Ај, овој па има типична машка глава, тоа ли го кажавме? На брзина донесе погрешна одлука. Сега ако веќе оди никогаш нема се врати. Но останаеш уште неколку дена, ќе имаше време да размисли малку. Може би тогаш ќе остане, можно е. Јас сум против нејзиното одење. Ако оди таа, ќе оди и господин Ѓоркем, ако оди тој, таксито ќе ми пропадне. А толку вложи во моето такси. Момент. Сега едно не ми е јасно. Дома ќе ја заклучиме девојкава, што ќе правиме? Не, тоа не можеме да го направиме. Што ќе правиме? За колку време тргнува траектот? Ми должиш една услуга, ама немам време, поради тоа цел живот ќе ми бидеш должен, да знаеш. Може сега да ти платам? Како? Ето ти кажи. Не знам, сега се случи толку ненадејно. Всушност ништо не е ненадејно. Ти откако дојде мислеше како ќе се вратиш назад. Во право си. Оваа работа ми е многу здодевна. И не ги сакам луѓето со кои ќе работам. Ама немаме избор, нели? Работата си е работа, така? Освен тоа, морам да работам за да го вратам долгот на мајка ми. И нема потреба од мене во хотелот. Значи, нема причина зошто да останам. Нема, така? Нема за кого? Хазиран.
се исполнат сите желби. И тебе. Богом. Сакаш да те префрлам? Не, нема потреба. Човек барем би рекол не оди, не оди. Не оди. Не ти, Бириджик. Појраз. Барем да кажеше ни требаш во хотелот. Хазиран, врапче моje. Може да не доаѓам да те испраќам? Не претерувај, Бириджик, и онака ќе се видиме во Истанбул после 2 дена. Сега треба да одам кај тетка ми. Јас може би уште малку ќе го продолжам одморот на островот. Дојде заради мене? Ама јас си одам, а ти остануваш, така? Тоа е супер. Ти сега треба да се радуваш што се спасуваш од островот. Зошто си тажна? Не знам. Така, наеднаш пропаднав емотивно. Мислам дека островот си поигра со моите нерви. Сакам што побрзо да одам во Истанбул и да бидам старата Хазиран. Нехир, не го најде мајкино. Со жолт капак ли, мамо? Не со розев капак, ќерко. Тето, немаше потреба да ми спремаш јадење. Како може така? Што ќе правиш, геврек ли ќе јадеш попат? Нехир, ајде мајкино. Доаѓа, мамо. Види ја сега, што не го стави во кеса? Не, ќе го ставам во куферот. Дај ми го мене, тето. Веднаш доаѓам, сега. Кога ќе одиш во Токио? Од прилика за околу 2 месеци. Зошто не се јави? Не е важен, ќе се јавам после. Не, многу се возбуди, ми се чини дека чекаш некој да ти се јави. Јас сум одлучна. Не очекувам ниту повик, ниту нешто друго од некого. Ете, готово е. Сега салфетките ги заборавив. Да донесам салфетки. Ти благодарам за се, тето. До гледање, мала вештерке. Ајде, среќен пат. Поздрав. Здраво. Јас си одам. Ке се видиме ако случајно дојдете во Истанбул, значи, ете, ако се сретнеме. Да пиевме по едно проштално кафе?
Не, ќе го пропуштам траектот. А ти зошто трчаш така со куферот? Сега ќе ти го најдам Садик и ќе ти го донесе. Не го барај Садик. Не, се враќам за 2 минути. Изгледа не го најде. Да те прашам нешто. Нек ни Бириджик направи некоја магија на мојата фотографија. Ќе ми покажеш ли како се прави тој шоп? Сега ли? Аха. Кај ќе те најдам пак? Ако сега ти покажам, ќе го пропуштам траектот, Мелиса. Те молам, ајде. Во ред. Како се отклучува екранот? Прво тоа. Отвори го. Гледај, прво ќе кликнеш овде, после ова ќе го избереш. Ете, светлото го регулираш со ова. Ако сакаш со ова го споделуваш или го меморираш. Потоа, еве овде, Во кој правец одиме? на пристаништето. Добро. Ништо не разбрав. Јас ќе ми покажеш од почеток? Те молам, ништо не разбрав. Во ред. Гледај сега, како што кажав, прво тука влегуваш, потоа ги одредуваш боите, а после со ова го споделуваш. Штом ти објаснив се, сега можам да го стигнам траектот и морам. Тогаш јас си одам. Се гледаме, дечки. Се гледаме. Среќен пат! Да одиш и никогаш да не се враќаш. Овде да се сместиме, тука сите ќе дојдат. Што е? Заборавив да го вклучам таксиметарот, а сега ќе средам. Добро. Се извинувам што те карав. Ај, господе. А, што е сега? Па кочницата и гумата пукна и се расипа се. Гумата ли пукна? Секако, ова не е за шега. Може да настрадаме. Ке средам сега за 2-3 минути, не грижи се. Значи во Истанбул, а? Истанбул. Ако одиме вака, нема да стигнам на траектот, ама не е моја вина, нели? Бато, деда Хазиран го оставила ова. Денес? Денес. Да ти го кажев ова во лице, ке се скаравме. Не сакам скарана да се разделам од тебе, ама неподнослив си. Одбивен си и не знаеш да се насмееш, појра Созѓур. Најважното правило за водење хотел е насмеано лице. Да бев тука, ке се насмеев наместо тебе. Сега си одам, не се однесувај кон муштериите како што се однесуваше кон мене и немој да им кажеш да си одат. Мерт? Бато, овие не можат да се поправат, ама ти си знаеш. Нека останат. Добро. Да Ремзие правиме локма, ќе ги разделиме. Викни ги сите познати и непознати. Добро, Керко. Се гледаме. Се гледаме. Идил?
Идил. Таксито на Садик. Хазиран може да го пропушти трајектот. Трчај. Ти продолжи да ги правиш, бато веднаш ќе се вратам. Тргни се, Дујго. Не се душо. Изгледа ќе останам уште неколку дена. Што да правам, тоа е. Дојди. Ќе те однесам до пристаништето, дојди. Ајде, побрзај, нема да стигнеш на време, ќе го пропуштиш трајектот, дојди. Во ред, доаѓам. Епа тоа е сега. Нема што да се прави. Ајде, побрзо. Се гледаме. Се гледаме. Ако треба ќе прегазам луѓе и ќе те однесам на тоа пристаниште на време, во ред? Солесно. Тука сум само затоа што Бурај поради мене доаѓа на ова место. Инаку, ништо не ме врзува за хотелот, знаете и вие. Да помене концертот за отварањето и Ѓоркем ке фати магла. Ама убав е надписот, да. Камо Хазиран да направиш едно селфи пред неа. Ајде, трчај. Ете, стигнавме, гледаш? И немаше потреба да прегазам некого. Ајде, трчај. Среќен пат, поздрави го Истанбул. Благодарам, Идил. Колку досаден ден. Ало? Сладкарницата му ја доверив на Алпер. Ајде да одиме на море да правиме Имам нешто. работа, зарем не гледаш? Да слушаш карираната кошула? Како дрво е, дрво. Камо Хазиран да ја видеше табелата. И јас зборував на таа тема, Душо. Ти најди си друга тема. Нема причина зошто да останам. Нема заради кого. Нема, нели? Знаеш што? Намерно се задржа. Буквално не сакаше да оди. Се израдував, мислев нема да оди, но Идил решила да прави добро дело. И однела девојката со моторот на локмаџијата, замисли. Девојката со истата фризура, Замија. Во колку е трајектот? Во 11:15. Тргнува на време ако одиш. Збогум, Хазиран! Нема да мислам дека сум над морето. Нема да мислам.
Сето ова беше сон, за кратко ќе се разбудам и ќе помине. Haziran! Haziran! Yollar açtım bitmez aşkım. Појраз? Haziran, на пристаништето сум. Зошто дојде? Haziran, не оди. Не оди, остани овде. Çok fena. Ay 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 yağmur. Mum misali eriyorum. Eyvah yürüyorum bak ateşe doğru bir şey yap. Bu aşk bu Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Heyhat. Ama sen onu gel anlat kalbe. Yürüyor önümde büyük harbe. Darbe üstüne darbe. Uslanmıyor bu. Ama sen onu gel anlat kalbe. Yürüyor önümde büyük harbe. Darbe üstüne darbe. Uslanmıyor bu. Преска кажа нешто. Не слушнав. Повтори. Јас мислам дека многу добро слушна. Не слушнав. Што рече? Ay yanıyorum. Ay 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 çok fena. Не оди. Ay 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 yağmur. Mum misali eriyorum. Eyvah yürüyorum bak ateşe doğru bir şey yap. Значи сакаш да останам. Allah'tan korkmaz, Зошто? utanmaz. Heyhat. Што сакаш сега да кажам, не те разбирам. Навистина. Yürüyor önümde büyük harbe. Не знам. Ve üstüne darbe. Ти кажи. Uslanmıyor bu. Ama sen onu gel anlat kalbe. Yürüyor Добро, така нека биде. Сакав да останеш бидејќи мене не ме бива во односот со муштериите, знаеш и ти. Сега ќе дојде некоја муштерија, ќе се наморти и јас директно ќе му ја покажам вратата. Освен тоа, ќе има непознати луѓе, нема да им верувам. Не можем да зборувам со нив. Не треба човек кој знае да се однесува со муштериите. Аха. Разбирам, значи само поради тоа трчаше до пристаништето и викаше Хазиран не оди, остани овде. Така ли? Токму така. А ти? Јас реков остани, а ти директно се симна од тректот, зошто? Од истата причина како и ти. Вложив голем труд во тој хотел, за да не стоиш како зид пред муштериите од првиот ден и да не упропастиш се. Значи нашите чувства се взаемни. Апсолутно. Ay 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 yanıyorum. Ay 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 çok
Вака да направам, сега да одам дома, да го оставам куферот, а после да се најдеме во хотелот во ред. Во чест на денешниот ден, тогаш во чест на денешниот ден, јас ќе го носам куферот. Ама само денес, немој да се навикнеш. Во ред. Тогаш јас да уживам во овој миг, така? Види го ветерот. Ке почнам да го засакувам ветерот на островот. Sen onu gel anlat kalbe. Yürüyor önümde büyük harbe. Darbe üstüne darbe. Uslanmıyor bu. Ama sen onu gel anlat kalbe. Yürüyor önümde büyük harbe. Darbe üstüne darbe. Знам дека имаш шеќер, ама во чест на овој светен, земи една локма, ама не кажува дека од мене. Бог да го прости Идил Керко, кој почина? Не е од островот Тетка, зиме од Истанбул е. Отиде и нема да се врати веќе. Дај Боже да е така, се гледаме. Здраво, здраво, на здравие, повелете. Благодарам, Идил. Ја гледав твојата карта, твојата звезда се уште оди назад. Аман бе, да Фивзи, остави ја нека оди назад. Мене среќата ми се насмевна. Добро. Повелете на здравие. Па тоа е сега. Нема што да се прави. Идил, не се качила. Каде не се качила? Хазира не се качила на траектот. Како не се качила? Дој го јас ја однесов. Видов со своји очи се качи. Се качила, но Ита се симнала. Појра стигнал во последен миг и рекол Хазира не оди. Девојката си го земала куверот и се симнала. Значи, одби работата на таа убава плажа и пак се врати на овој остров. Се врати во никаква колиба, така, душа? Не, не е толку лоша кога ќе се навикнеш на неа, гледај, дури е сладка, колку е убава. Ова е погодена со овдешниот воздух. Навистина почна чудно да зборува. Напротив, добра сум како никогаш досега. Значи, тој со тело како камен, тој појрас со камено срце. Трчаше по тебе и викаше не оди, така? Навистина тоа се случи. Тело како камен? А е шок. Денес на која страна да се свртам? Само шок, 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 шок. Не бе, душо. Значи Појрас не би направил такво нешто. Направил, ги срушил тие бетонски ѕидови и рекол не оди. Лажеш. Не лажам. Дојде. Оп. Застани малку. Не можеш туку така да поминеш како стариот Појрас. Да, можам. И си одам. Не, што се толку кул бе? Нашиот стар другар еднаш на 100 години покажал емоции, мора да ни објасниш. Кој покажал емоции, Мелиса? Јас никому не покажав емоции. Те клеветат, бато. Божем, ти си отишел на пристаништето, си викал по Хазира, не оди. Во ред викав. Викав бидејќи требаше да ме слуша, значи тоа е нормално. Ете, гледаш, ќе одам да допрам се што има таа девојка дома. Може би е магично и мене да ми се залепи еднаш. Каква магија, Мелиса, што зборуваш? Јас не можам да го водам хотелот без Хазиран, значи заради тоа. Да бе, да, секако. Тоа ли е единствената причина? А што друго може да биде? Мора ли да ти објасниме со зборови, бат? Алпер, тоа што сакаш да го кажеш, тоа никогаш нема да биде. Бидејќи Хазиран е заљубена во низиниот град. Ама со еден збор се откажала од одење за Истанбул. Алал да ти. Освен тоа, јас тука останав за да ги завршам работите околу хотелот, а не поради Појрас во ред, тоа е се. Многу мизерна лага. Не, ова не е лага. Да не сум јас, хотелот нема да се отвори, нема да проработи и Појрас нема однос кон муштериите, тоа го кажа и тој. А ова е уште помизерна лага. Да беше само за работа, тогаш немаше да каже оди кога го слушна предлогот на Бату. Зошто после да го смени мислењето? Што знам, Бириџик? Имам една теорија, ви ја кажувам. Повелете. Слушајте. Сега, тој кога слушна таа вечер, од гордост си рече оди. Потоа седна и размисли околу тоа. Свати дека неке може да издржи без себе и шпринт на пристаништето. Ете, тоа е вистинска љубов. Љубов! Гледај же ти се целиот се наежив сега, гледаш? И јас исто.
Сега само трескате глупости во ред. Трескате глупости, значи се глупирате до безсвест. И ние тука зборуваме за појраз. Тој со камено срце, со скаменет дух, човек кој мрази градови, никогаш не може да се залюби. Особено не би се залюбил во мене. А зошто? Па и ти не си за фрлање? Ѓоркем, застани малку. Слушај, човек со слободен дух, горд како појраз, да трча по тебе и да каже не оди? Според тебе што значи тоа, душа моја? Не, нема да паднам на твоите провокации, нема да фантазирам, да мислам дека појраз чувствува нешто кон мене и да се посрамотам. А што ако на вистина чувствува? Додека го има ова дрво меѓу нас, ништо нема да биде. Ништо нема да биде. Види, вие ги срушивте сите зидови и дрвото ќе го прегазите. Даде, рано наутро, обај го зидот во сина боја и готово. Хајде, мајкино. Точно. Например, што ќе прави чека Хазиран за секогаш остане на островот? Нема да остане. Нема да остане бидејќи многу го сака градот. Нема да се врзува за ништо за да остане на островот. Може веќе да прекинеме со оваа тема. Хазиран се врати само заради хотелот. Тоа е се. Бато појраз! Ти благодарам, Бато појраз! Што се случи, Нехир? Што направив? Никој освен тебе не можеше да ја врати тата Хазиран. Мислам дека има добра можност. Размисли околу тоа. Треба да ја дознаеме суштината на таа работа. На која работа? Дали појраз за работи рече да остане на Хазиран или за љубов? Добро, ќе го прашаме појраз во хотелот. Оф бе, Ѓоркем, тоа ли реков? Велам да ги спрашуваме Алпер и Мелиса. Тие сигурно знаат. Голема итрица си ти. Каква врска има тоа со итроста? Ако сме сигурни во чувствата на појраз, Хазиран ќе му се препушти на ветерот. Добро ти текна. Идил, бога ми се повраќа кога те гледам. Што правиш да престанеш малку? Ќе оставиш те, молам? Значи мора да бидеме лоши, значи нема да одиш со добро Хазиран. Во ред, во ред. Пи вода. Така нека биде. И љубезноста на Идил има своји граници, во ред. А и што ќе правиш, Идил? Утре има увид во тој хотел. Не ќе може да го отворат хотелот, нема да дозволам. Не до толку, Идил. Табелата уште не е готова. Ете, остана недовршена кога тргнав кон пристаништето. Ти. Ова... Ти ни една работа не оставаш недовршена. Значи табелата ја остави на пола за да трчаш кај мене, така? Не трчав. Дојдов со пикапот. А ти? И ти неаднаш го смени мислењето. Пред еден ден беше многу одлучена да одиш. Ненадејно одлучи да останеш. Не беше така наеднаш и ненадејно. Ти кога дојде, јас се спремав да се симнам од траектот. Значи да не дојдев, ти ке се симнеш од траектот. Токму така. И јас не сакам работата да ја оставам недовршена. Реков хотелот ке работи до крајот на сезоната. Та значи ке работи, тоа е се. Тоа е. Разбирам. Така нека биде. Слушај, види сега, кога ќе биде готова табелата, ќе направиме селфи пред неа. Во ред, веќе ти нема спас. Значи ќе ми дозволиш. Во ред, велам селфи, ќе ми одговориш, те молам. Хотел Сандалово дрво, повелете. Сигурно се јавувате за резервација.
Не сте толку луда за да се јавите во хотел за да нарачате пица. Да не сте луда? Луда ли сте, а? Да, нема за жал. Немаме празна соба, се е зафатено. На кого му зборувам? Ти дали ме слушаш? Те слушам, ете, пак бладаше и рече селфи. Не бладам. Ви верувам, господјо, секако дека ви верувам. Во ред, да ви пратам резервација, вие чекирајте се, може така? Чекирајте се, да. Ајде, не биди безобразна. Ти си таква, ти си... Ти пред малку спушти слушалка на муштерија? А и пред тоа спуштив. Нема соби, нема празна соба, не разбираат. Не можам да им објаснам што да правам, јас ли да им изградам соби? Треба веднаш да најдеме рецепционери, тоа подитно. Остави го тоа. А чија беше идејата да продава 5 пати повеќе билети од бројката на собите што ги имаме? Секако твоја. Ѓоркем, слушај, од сега нема да се јавуваш на хотелскиот телефон. А кој би се јавувал? Само вилите на рецепција? Бурак нека се јави, нека ги упати луѓето во други пансиони. Да, Бурак нека се јави. Така и останатите ќе имаат работа. Пред да добиеме лиценца за хотелот, ние најавивме отворање со концерт, не знам како ќе биде. Во ред, нема проблем околу тоа. Ги исполнуваме сите услови што се одредени од општината. Стигна девојката со истата фризура. Хазирано некој ден праша ја која марка на лак за коса користи оваа. Слушај сега, треба да направиме убави фотографии за да ги праќаме на веб страницата, во ред? Во ред, сликај и праќај. Со телефон да сликам и да праќам, добро. Ама ние до пред саат време бевме многу, а сега ти ми одиш на нерви. Што бевме пред саат време? Добри, бевме во добри односи, дури ти ми помогна околу носењето на куферот. Тоа беше само еднаш, немој да се навикнуваш. Сгрешив што мислев дека ќе трае подолго, нели? Добре дојде, Идил. Добро ве најдов. Не си заминала. Да, тука има многу работа. Ах, вие градски луѓе, секогаш сте конфузни, секогаш сте неодлучни. Ние сме рутински луѓе, затоа не е малку чудно, нели Појрас? Не знам. Изгледа не сум размислувал порано за градските луѓе. И јас не ја забележав љубовта кон рутината кај островјаните, значи не ми го одвлече вниманието. Ако ти треба помош околу отворањето, тука сум секогаш, го знаеш. Не благодарам. Ние ќе средиме се. Многу сум возбудена околу отворањето, многу се плашам да не Само се случи да ја нешто земеме лошо. лиценцата за работа и готово. Не грижете се, го познавам Појрас. Појрас е многу прецизен, многу вреден. Многу лесно ќе ја добиете лиценцата. Садик? Идил? Ти пак ли сладкото од маркет го етикетираш и го продаваш како да е домашно? Сега, овие се многу побави од тие на мајка ми. Повкусни се, а туристите не ги купуваат ако не го видат това, нели, го знаеш тоа? Тогаш јас ќе викам на цел глас дека не се органски. Еј, наивни туристи, овој ве мами! Не можеш и ти бога сега. Тогаш и ти ќе го најдеш и ќе го донесеш тоа што го сакам. Што е тоа? Бубачки. А? Ми требаат многу бубачки, Садик. Ги знаеш ли барките од кои се гадат луѓето кога ти ги видат во тоалет? Многу ми требаат. Појрас не сакаше да дојде. Со сила го донесов. Не претерувајте, молам. Само не сакав да ви пречам. Тоа е се. Зошто да ни пречиш, Душо? Мојата единствена внука решила да остане на островот и ние нема да се частиме за тоа? А вчера приредивме проштална вечера за неа. Секогаш е забавно таму каде што сум јас, треба да се навикнеш на тоа. Вау! Ај, чувствувам прекрасен мирис на чоколада. Чоколадот ти се пријаде. Трчај, Нехир. Не. Тоа е само шега помеѓу мене и Хазиран. И, Појрас, си стигнал точно на време. Значи, да дојдеше 2-3 минути подоцна,
сега Хазиран немаше да биде овде. Да, така беше. Ама јас кога стигнав таму Хазиран веќе се спремала да се симне од трактот. Нели Хазиран? Токму така. Значи залудно отидов. Не било потребно. Бато Појрас, сте барале рецепционер за хотелот? Да? Ке ни предложиш некој? Да, лично мене. Знам и англиски јазик. Можем да работам до почетокот на школската година. Пегава готико. Испрати CV па да видиме. Не ме гледај така, Селма мила, не може со врски. Ке те навредам. Не сакам такво нешто, тоа е како да правиш греб. Ти прати си вечерко, прати. Шегаде. Видеото со сиртаки што го објави вчера има многу лајкови. Така е. Имаше сиртаки, чиниите се кршеа. Што да кажам? Сега Зејнеп е целосно убедена дека сме на грчки остров, без сомнение. Добро, и онака не можам сега да се расправам и со неа. А како ја излажавме Зејнеп? Вештерка е, ама е и наивна како јагне. Кој е наивен? Кој? Никој. Ти нас не прислушкуваш? Дај ми ги сармите, готика. Помалку јади ке се задавиш, полека малку. Кој дојде? Беричик, нели го покани и брат ти, черко? Не. Смеј се. Многу ме интересира дали ќе се смееш вака кога ќе дознае Зејнеп. А како ќе дознае? Повелата? Ти мора да си Нехир. Да. Кој сте вие? Јас сум мајка и на Хазиран. Дада Хазиран? Зејнеп? Мамо? Тадо? Појрас ме замоли да го залепам. Прекрасно ќе биде отворањето на хотелот. Бога ми, јас не очекував до толку. И јас не верував, ама се уверив. Мислам дека ќе го отплати кредитот. А тие што го сакат земјиштето ќе се сликаат. Тоа сите го сакаме, Мелиса. Утре бил увидот на хотелот, тато. Душо Бојан, аман те молам, немој да кажуваш да правам нешто незаконско, не можам. И онака на сите страни ја има сликата што ја пушти Фатих, угледот ми е нула, да знаеш. Не, тато, зарем би кажала такво нешто? Кој заслужува, нека добие лиценца. Браво, Кирко, така треба да биде. Чичко Латив? О, Хакан Душо. Како сте? Како да се видиме, синко? Ете се мачиме за народот. Дојди некој ден на работа да се видиме. Ке ви дојдам на едно кафе. Да. Нели и ти си во бизнисот со туризам, така? Да. Одлично. Правевте некој проекти за островот, синко. Имаш бескрајна поддршка од мене. Наскоро ќе ви тропнам на врата. Иди, Лушо, како си? Утрово си делела локма, ама си прекинала, не дојдов на време. Да, имав завет за тоа. Јас сум многу гладна, тато, да одиме? Да одиме, јагненце. Добро. Ајде, пријатно, деца. Се гледаме. Се гледаме. Знам јас за твојот завет. Остави ја. Нема да и си исполни заветот. Некој ден ќе ми ја раскажеш твојата тажна љубовна приказна. Ти нема спас.